Добро вечер, Карпош. Добро вечер, почитувани пријатели. Голем поздрав до Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. До господинот генерален секретар Мицковски, до градоначалникот на Скопје, сегашен и иднен господинот Коце Трајановски, до мојот колега, председател на Советот, сегашен и иден господинот Сашо Лазаревски, до мојата колешка, предводник на листата на Гром, господјата Добрила Андоновска. Почитувани пријатели, и 2009 година, кога победив, на своја страна имав 9 советника. За да може Советот да функционира, требаа 12. И 2013 кога победив, за да имав на своја страна 5 советника, за да функционира Советот и да се носат одлуки во интерес на граѓаните, ми беа потребни 12 советника. И од 2009 до 2013 и од 2013 до 2017 секоја одлука што сум ја предложил на Советот, Советот ја поддржал. Зошто? Зашто секоја одлука била во интерес на граѓаните. Зашто секогаш сум знаел да ги обединам советниците, луѓето околу проектот што се вика Карпош. Околу проектот што се вика за подобар Карпош. Тоа го сторив и во 2013 година, кога направивме коалиција со ВМРО ДПМН. Од таа коалиција до сега Карпош доби најголем плод, најголем исчекор во инфраструктура, во фасади, во кровови, во поддршка на ученици, во поддршка на социјално загрозени граѓани. Нема дел од општина Карпош кој што не сме го претресле. Нема катче кое што не сме го асфалтирале. И вчера, почитувани пријатели, одам низ Карпош 1, Карпош 2, Карпош 3, Карпош 4. Нема една коцка која што не е поставена од мене. Нема една бекатон коцка која е ставил некој друг освен Стефче Јакимовски. И овде сакам да разговараме со аргументи од оваа наша коалиција, од оваа наша соработка. Ја направивме Алжирска, Анкарска, Каирска, Дрезденска, Ристо Равановски, Рамполевката, Борка Талевски, Багдадска, исто така Наоми Евро, Панче Пешев, исто така треба да ја направиме уште Њуделхиска, треба да ја направиме уште Атинска и треба уште да ја направиме Римска. За овие две веќе имаме распишан тендер, а за една го поништуваме и повторно ќе го распишеме тендерот. Тоа значи овде во оваа урбана заедница Владо Тасевски нема улица која што не сме реконструирале, нема проблем кој што не сме го решиле и на Алжирска и на Каирска атмосферска канализација, на Дрезденска атмосферска канализација. Исто така, почитувани пријатели, ова училиште војданчено од Римски е реновирано и неговата сала, спортска сала, и овој плоштад овде сме вложиле 500.000 евра да изгледа вака како што е. Тој беше ругло и пред секои избори, секогаш барање и во програми на сите претходни градоначалници беше плоштадот да се реконструира. Го реконструиравме и тоа во зимски услови и ја направивме оваа убавина да ја плодоживаат граѓаните на општина Карпош. Во исто време, сите оние што не критикуваат, не можат да кажат овде во урбаната заедница Владо Тасевски дека се направени згради, дека им е загрозен животот и не знам какви други приказни. Им ги слушам приказните за зеленилото, не знаат друго што да кажат. Еве јавно ги повикувам да измериме колку метри квадратни имаме зеленило во Карпош 4. И тие да измерат од овде, од границата со општина Карпош, од Рузвелтова, Теодоси Гологанов и Линденска до плоштад во општина Центар, кој има повеќе зеленило? Јас во една местна заедница, тие во 5. Ако имате 1 квадрат повеќе, се откажувам од натамошната борба за градоначалник. До кога ќе ги слушаме нивните лажги? До кога ќе ги слушаме оние што не работат ништо, а само лажат?
Кој го направи Дебрамало? Апологетот на Социјалдемократскиот сојуз, професор доктор Миро Грчев. Кој го ја направи универзална сала? Јас ли ми ја направив? Како тоа во центар не им треба воздух, како во центар им бил чист воздухот, како тамо зеленило не им треба, а само во Карпош немало зеленило. Граѓаните на Карпош не носат темни наочари. Граѓаните на Карпош точно гледаат дека Карпош е цветен, Карпош е зелен, Карпош е поубав од било кога. Кога дојдов за градоначелник, граѓаните на Карпош едно цвеќе со очи не гледа. Денеска напролет садиме 120.000, на есен 150.000 цвекиња. Сме насадиле 10.480 дрва, а сме исекле само 136. Лажговците прават како обратно да било. И ги слушам, почитувани пријатели, да си го врателе Карпош назад. Каде бе назад? Да го водите назад. Па кога имавте градоначалници, знаете ли што правеа? Отворија врата од кабинетот, задна врата, да може да избегаат кога граѓани ќе им се соберат пред врата. И не само тоа, и од оградата исекоа врата, за да можат низ Дептокарија да избегаат. За тоа ли ви треба општина Карпош? Имавте еден градоначалник кој што не изнегуваше од кафаната, од ресторан Влае. А имавте втор градоначалник кој што не се симнуваше од авион. Поблиску му беше Јоханесбург, Лос Анџелес, Бостон и Филаделфија, озлокуќени бардовци и нерези. За тоа ли го барате Карпош? За тоа ли сега ни кажувате дека наводно вие со вашиот тим ке сте работеле? Абе каков тим, какви бакрачи? Јас сум напред, тимот по мене. Ако ја не го постројам тимот, нема резултати. Кога дојде во општина Карпош, фактура луѓето не можеа да најдат пред година дена, донеле фактура, не може да ја најдат. Нема евиденција, нема ништо. Им ги губеа проектите. Еден од најголемите спонзори на Социјалдемократскиот сојуз 3 пати му ги губеа документите за градежна дозвола. Куриозитет, можете ли да замислите? За да општина Карпош денеска биде бренд, за да општина Карпош денеска биде водешка општина во Македонија, сме вложиле многу труд, многу знаење, многу енергија и многу искуство. И морам да ви кажам дека младоста не е хендикеп да се води општина или да се води некоја важна државна институција. Впрочем, нашиот Карпош, Христијан Тодоровски Карпош, што го носиме неговото име, на 19 години бил командант на батальон. И тоа херој национален. Ама ние овде со кандидати имаме проблем не со нивната младост, со нивното искуство, со тоа што знаат, каде работеле. Тате му отворил фирма во 2012 година, го ставил за управител, ама не се ни пријавил како вработенот и не можел да заработи ни за придонеси. И 2015 си ја затвориле фирмата. И сега го слушам вчера како тој ќе организирал стартап, пасте, стартап компании и тамо ќе вработувал млади луѓе. Па ве молам, па можеме ли тоа ние да го дозволиме овде во Карпош? Карпош нема време никого да учи. Карпош има своји проблеми, своја тежина. Карпош таа тежина не може да даде на некого што колената премногу му се слаби и што се обидува да пушти брадичка за да изгледа постар. Не е проблем младоста, проблемот е искуството. Почитувани пријатели, ние не застануваме тука. Секогаш имаме нови работи за нашите сограѓани. 5 главни работи ќе решаваме. Прво е паркирањето. Граѓаните на Карпош и овој дел, овде кај Млечен ресторан, имаат проблем од граѓаните од центар, бидејќи тамо се наплака паркинг, а Карпош е слободен и натаму ќе биде слободен. Ќе поставиме платформи каде што само граѓаните од овие згради ќе можат да имат даленски управувач и да се паркираат на тие платформи и на приземјето. Почитувани пријатели, вториот голем проблем во општина Карпош представува сметот. Не можам повеќе да се борам со комунална хигиена. Ќе ги засукаме ракавите, ќе го одврземе кесето, издвојуваме 150 милиона денари, сите контейнери ќе ги спуштиме под земја. Нема веќе смет во општина Карпош.
Нека лажат и понатаму, ама Карпош има надсветски стандард зеленило. Светски стандард е 7 метри квадратни по глава на жител. Карпош има 11,7. 2021 година Карпош има 1.000.000 метри квадратни зеленило, односно 16 метри по глава на жител. Нови 250.000 зеленило во Карпош има да подигнеме и дрвореди и натамо Карпош ќе биде светен. Ќе посветиме внимание на екологијата, сите наши граѓани кои што имаат шпорети на дрва, на ќумур, ќе ги субвенционираме, ќе им дадеме средства да купат нови шпорети со еколошки европски стандарди со мала емисија на газ. И нека не лажат. Главен загадувач на Карпош е Ѓорче Петрови Сарај. Тамо најмногу се грее на дрва и на ќумур. Нека не кажуваат приказни дека во Карпош има арсен. За да има арсен мора да има производител на арсен. Тие лаги да престанат и да ги кажуваат на други места. Карпош мора да биде безбеден. Затоа секаде во сите згради, каде што немаат алуминиумски врати и каде што немаат домофони, секаде со помош на општината ќе ги поставиме. Не може крадците кога сакаат да влегуваат низ вратите. Нема бегалци во Карпош. Нема сирици да има во Карпош. Нашиот став е јасен. Кој ги бомбардирал, тој дома да си ги носи. За нив место овде нема. Тие имаат доволно место. Сакаат да ни ги населат позади Зајчеврид. Еве им наш контрапроект. А тоа е позади Зајчеврид, каде што имаме државно земјиште, односно општинско, и кај касарната Илинден. Ќе го поделиме, ќе го испарцелисаме од 150 до 200 метри квадратни за млади брачни парови. Ќе им го дадеме земјиштето без пари, ќе ги ослободиме ја и градоначалникот Трановски од комунали за по 350 евра да се изградат свој дом по метар квадратен. И една многу битна работа за младите луѓе во Карпош. Вие знаете дека ние, нашите сограѓани, не ги лажеме. Рековме бесплатни ужинки, бесплатни ужинки. Рековме бесплатни екскурзии, бесплатни екскурзии. Рековме стипендии, стипендии. Рековме кровови, кровови, лифтови, лифтови, фасади, фасади. Како ќе кажеме така? Сите млади луѓе кога ќе направат 18 години, општината Карпош ќе им плати обука за возачка дозвола. Не е тоа малку, 400 евра по семејство е. Ако ги направиме срекни младите, ако ги направиме срекни брачните парови, ако си ја очистиме општината, ако ја осигураме, ако ги решиме возилата, ако го зголемиме зеленилото, која посрекна општина ќе биде на светот од граѓаните на општина Карпош? Ајде, почитувани пријатели, доста ги слушавме овие нивни лаги. Ајде, почитувани пријатели, сите на 15 октомври да искочиме и да им кажеме збогум лаги, збогум преваранти. Што би рекле, знам те пушко кад си пиштоль била, ги знаевме кога беа на власт овде. И на крајот сакам да кажам уште една работа. Научиле една приказна која им се вика ќе ги ревидираме дуповите, не знати како целото име е, детални урбанистички планови, ќе се справиме со урбаната мафија. Они ќе се справиле со урбаната мафија. Па што не се справевте у центар, бре? Него тамо направивте сега 10 катници на водно. Кога е донесен тој детален план? И пазете, истата приказна ќе се справеле со мафијата и ќе ги стопирале дуповите. Истата песна во Карпош, истата во центар, истата во Куманово ја кажуваат. Па во центар и во Куманово досега сте на власт, бе, против која мафија ќе се борите? А Куманово, откако памтиме, е црвено. Па против која мафија сакате да кажете дека сите овие 27 години бе сте биле мафијаши во Куманово? Затоа, почитувани пријатели, тоа е само уште еден доказ дека само сеат магла и лажат. Едва и чекаат да се докопаат до фотелите и нема да се симнат од авионите. И само ќе плачат и ќе квичат како немало пари, како не можеле, а во суштина немаат проекти. И досега, дали вие видовте еден проект од нив да кажат? Дали видовте нешто со што ќе го подобрат животот на граѓаните во општина Карпош? Не. Они им нудат почист воздух. Они им нудат само чист воздух. Па извинете, чист воздух и питка вода има и во мој подржиконј.
Ама, почитувани пријатели, ние сите одлучивме да живееме во Карпош. И вие одлучивте да живеете во Карпош. Јас ви честитам на таа ваша одлука. Нам овде ни останува задачата да го очистиме, да го окосиме, да го осветлиме, да си го офарбаме, да го уљудиме Карпош и да му се радуваме на Карпош. Да го створиме среќно место за живење на нашите деца. Карпош е центар на центарот. Вие сте урбани луѓе. Ние не можеме да ги затвориме вратите за оние граѓани кои сакаат да дојдат да живеат во општина Карпош. Замислете го Карпош да нема никој интерес да дојде овде, да сака да изгради дом, да сака да изгради куќа. Што ќе ни е таква општина? Па ако на таква општина кај што ќе стопирате градби, кај што ќе стопирате развој, да се кандидирате, тогаш кандидирате се у Демир Хисар. Тамо нити сака некој да гради, нити сака нешто да инвестира. За општина Карпош, на општина Карпош и треба развој, и треба континуитет, и треба склад измеѓу тоа што значи урбанизација и квалитетен живот за граѓаните. За да има квалитет во животот, треба на граѓаните да им се овозможи и да имаат квалитетни здравствени институции, социјални институции, детски градинки, да има квалитетни основни, средни училишта, да имаат избор и во приватниот, и во јакниот сектор. Сето тоа наш Карпош го има. И има каде да се шета, и има каде да се спортува, има каде да се ужива, има каде во кафеана да седнеме како што е тоа ова место и каде што после ќе седнеме заедно да се дружиме. Да сте ми живи и здрави. На 15 октомври да јас ќе ги издржам сите нивни навреди уште овие 17-18 дена и на 15 октомври да им се заблагодариме и да им кажеме збогум на сите оние што се обидуваат да му сејат магла на народот овде во општина Карпош. Да сте живи и здрави и да живее Карпош!